Европскиот парламент со мнозинство гласови ја усвои резолуцијата за напредокот на Република Македонија на патот кон Европската Унија. Усвоени се амандманите на грчките европратеници со кои се избриша придавката македонски во текстот на резолуцијата. Од вкупно 594 европратеници кои зедоа учество во гласањето, за резолуцијата гласаа 506, против 44 и 44 беа воздржани. Главната порака од резолуцијата е дека Европскиот парламент уште еднаш бара итно отварање на преговорите за членство со Европската Унија, со жалење што Советот на Европската Унија не ги следи досегашните препораки на Европарламентот и на Европската комисија. Гласањето помина и со мал инцидент, откако Едуард Кукан побара за финалната верзија на резолуцијата да се гласаа со поединечно гласање, на што не се согласија неколку британски европратеници, пошто ја напуштија салата. Европратениците го отфрлија амандманот на британскиот европратеник Чарлс Станок со 380 против, 54 воздржани и 170 пратеници за. Неговиот амандман бараше македонскиот јазик да се условува со неговото име, а не со терминот официјален јазик на државата. На синоќешната дебата во Европскиот парламент за напредокот на Македонија беше побарано за почеток на преговорите, решение за проблемот со името и продолжување на реформите. Ги повикувам колегите од Грција да покажат добра волја и да ги поддржат амандманите со кои во текстот на резолуцијата ќе биде означен македонскиот јазик како еден од официјалните јазици на земјата, предложи вчера словачката европратеничка Ана Заборска. Pri ceste zo Štrasburgu do Bruselu prechádzame cez Luxemburg dvakrát. Najprv cez suverénny štát a potom cez belgický región, ktorý nesie to isté meno. Ak by pri formovaní Európskej únie Belgičania postupovali podľa gréckej logiky, Európska únia by dnes neexistovala. Европратеникот Чарлс Станок ја потсети Грција на позитивните придобивки кои тие ги добија со членството во Европската Унија. Танок исто така ја праша Грција поради кои причини таа и го спречува тоа право на Македонија. I believe Greece has contributed massively to our union. It's also gained a great deal too. So why Greece would continue to deny the same benefits to its neighbour Macedonia simply on the basis of its name is quite beyond me and many from my country. It's time other member states took a much firmer line with Greece on this matter. Having received a massive package of debt refinancing from the EU to prevent its euro-based economy from collapse, Greece is hardly now in a position to hold the whole enlargement process with its neighbour as hostage. Унгарската министерка за европски прашања Енико Ѓори во името на Советот на Европската Унија и еврокомесарот за проширување Штефан Филе ја оценија резолуцијата изработена од Зоран Талер и представена од Кристијан Вигенин како урамнотежна. Úgy gondolom, hogy ez veszteség, nem csak a tagjelölt, hanem az Unió számára is. Elégedett vagyok, hogy az Európai Parlament állásfoglalása tervezetének fő üzenete egybeesik az elnökség egyik alapelvével. Ние сметаме дека земјата е подготвена за понапредно ниво на интеграција со Европа. Преговорите за членство со инструмент за поддршка на реформите, рече еврокомесарот Штефан Филе. Времениот известувач Кристијан Вигенин ја повика идната македонска влада со сета легитимност од престојните предвремени парламентарни избори да се зафати со решавање на името и реформите за членство во Европската Унија. Од Страсбург вчера јасно беше испратена пораката од страна на Европскиот парламент, Европската комисија и Европскиот совет од потребата за одржување на регуларни, транспарентни и слободни избори во Македонија во согласност со меѓународните норми,